за да му потпалат оган, за да му е топло. Никогаш печката не е палил. И го прашали. На прашање, како може да издржите овој суд, она црвена точка на печката што имала нека црвена точка, нешто со каква намена била, кога гледате точката, јас мислам од оган горит и мене ми е топло. Од друга страна, никогаш во кревет не легнал, целото време го поминал цегајќи настол. Така да, за нас учениците менување на чаршаф беше на секои 2 недели. За професорите, односно за воспитачите, на секоја неделя. Како ќе ми поставиле чаршафите таму и кабината на Свети Јован Шангајски, секоја неделя така ќе ги собереле, ќе менеле реда ради, тој никогаш во кревет не легнал. Радувај се помошнику на сите кои со вера те повикуваа, радувај се избавителу од неправедно убиство, радувај се заштитнику од лаги и клевети, радувај се разрешителу на невините од окови, радувај се ги осуети непријателските напади, радувај се истребителу на лагата и на вистината прославителу, радувај се светителу Оче наш Јоване, чудотворче на последните времиња. О љубителу на источните и западни светители, ти во Црквата Божја повторно го воспостави чествувањето на светителите од Запад, кој од вистината отпадна. Сега со нив моли се и за нас, кои од земјата на Бога му воскликнуваме Алилуја. Разбирлива е жилбата на тогашниот вероучител во битолската богословија, Свети Јован Сан Франциски, Шангајски и по нас битолски, да ги посетува манастирите во оваа епархија. Токму заради тоа што тој најдобро сите нас знаат што се случува во манастирите. Особено кога зборуваме за манастирот Свето Преображение во Зрзе, му била откриена тајната на мирувањето, на тихувањето, на исихијата, која што се случувала од исихастите. И токму заради тоа со група на своите ученици ги посетувал пелагонските манастири, манастирите во Пелагонија и богослужал, а после богослужбите, по трапезите на љубовта, ги воведувал во тајните на православната вера. Токму заради тоа можеме да кажеме дека неговиот дух почива во овие манастири. Ние тоа силно го чувствуваме, поготово монасите кои што живееме во манастирот. И бидејќи имаме тој има еден личен удел во нашите животни одлуки меѓу кои да се стане монах, токму Свети Јован Шангајски, ние го забораваме во нашите молитви и во овој манастир во текот на неделата, во неделниот циклус на богослужби се чита Акатис на Светиот Чудотворец, новопојавениот на последните времења Свети
Святи крепки, святи безсмертни, помни и луй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помни и луй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помни и луй нас. За овој голем Божи угодник од 20. век, со право можеме да кажеме дека е рамен на апостолите, затоа што тој со својот свет живот најдостојно го посведочи православието и Христа на народите, тргнувајќи од Битола преку Шангај и островот Тубабао на исток па до Париз и Сан Франциско на запад. Но она што представува посебна чест за Трескавец, тоа е што овој голем светител од 20. век, а тогаш како јеромонах и професор во битолската богословија, заедно со неколку други професори и група од ученици богослови, го има посетено нашиот манастир во октомври месец 1933 година. Токму заради ова, укажувајќи му достојна почит и просејќи го неговото постојано застапништво пред Бога, манастирското братство одлучи новоуредениот параклис да го посвети на Свети Јован Битолски. Свети Јован Трескавец. Ако те нека да се одведат, он ги одведе, ама. Инако, он беше познат по тоа што стално в болница одеше секој ден. Болница беше близко богословијата. Кога дојде време за посета на болните, он иде таму. Доаѓаше секогаш. Доаѓаше и деји и неки други доаѓаше. И према него сите има обзира, нели? Обзира има дека кај отец Јован, нека не влезе. Тоа некогаш фанаше ме таа маларијата, нели? Ама, шум тоа дојде, веднага отец Јован одведе у болницата. Јас посебно имам благодарност према него кога бев болен, но и отпосле тие 3 години што беше со нас, навистина незаборавно нешто. Јас секогаш чувствував, право да ви кажам, како тој да ми е татко во духовна смисла. Бидејќи немав родители, него си го имав во душата како татко, нали,